кога ќе се занимавате со земјоделство и кога ќе донесете одлука од тоа да направите бизнис, и ако живеете во рурална средина, тогаш кај вас, како менаџер на тоа земјоделско производство, ќе ви се појават многу проблеми. Една битна голема работа која што се случи во процесот на моето управување со земјоделското производство беше среќавањето со софтверот кој што ми понуди безброј решенија и можни и идни решенија кои што ми ги нуди за мојот процес на земјоделско производство. Со самото земјоделско производство и со самото управување со софтверот, вие на еден начин создавате знаења, а потоа ги користите знаењата. И тоа на многу едноставен начин. Внесувате податоци во софтверот и после тоа во интеракција со него вие добивате голем број на информации кои што ги користите во вашиот процес на управување со самото производство. Го делите производството на циклуси, добивате цена на вашето производство, знаете кои трошоци на која парцела ви се најголеми, каде да ги намалите, каде да ги зголемите. Значи добивате толку многу информации кои што понатаму ви допренесуваат потполно да го оптимизирате тоа што го работите. Она друго што е исто важно во допирот со оваа технологија како софтверот, тоа е дека тој нуди голем број на услуги. Затоа што преку него вие можете на многу брз и едноставен начин да дојдете до одредени документи кои понатаму ги доставувате до сите институции каде што треба. Можете да ви помага кога ви прави услуга кога вие сакате нешто дополнително да аплицирате за одредени мерки или било што кое што може да ги добиете од страна на другите институции, тогаш на брз и едноставен начин ги земате информациите од софтверот и го пишувате вашиот бизнес план. Со примена на оваа технологија, генерално ми се намалија трошоците со обзир на тоа дека ми се намали времето за администрација. На многу полесен начин успевам да ги менаџирам и луѓето и се околу мене и сите оние трошоци кои што влегуваат, инпути, аутпути во производството, така да генерално можам да кажам дека трошоците на фармата кои што ми беа претходно многу поголеми, сега многу ми се намалија. Јас сум Сузана Димитриевска, сопственик на фарма Липа. Се гледаме во ноември на конференцијата за ИКТ во агрибизнис.